Денеска од терен пред објективот на Тилма ги носиме информациите за влијанието на лесните летни обувки врз нашето физичко здравје, а наш соговорник ова утро е доктор Ласко Коцев, специјалист по ортопедија. Добро утро и благодарам што ја прифативте поканата за овој разговор кој го реализираме во еден период кога сите носиме лесна облека согласно препораките од здравствените работници, но изборот на обувки не е нималку наивен. Ајде во овој контекст ова да го прокоментираме, односно какво е влијанието на обувките лете врз здравјето на стапалата пред се. Добро утро Вања, благодарам што ме поканивте во вашата програма и уште поинтересна тема која што баш во овој период ќе опфатиме. Пред да зборам за обувките, јас би се осврнал за стапалата. Кога збориме за здравје, ние претежно ставаме фокус на срце, белодробие, мускули, зглобови, но забораваме една битна работа стопалата. Стопалата ги гледаме кога ќе почнат болките, но тогаш веќе е касно. И кога имаме болките, одиме на варијанта ќе пројде возраст и сите тие работи. Но стапалата се темелот на нашето тело. Од таму и би почнал. Баш интересна темата за летниот период и за летните, односно лесните обувки. Кога збориме за обувки, ние не можеме да кажеме универзална обувка. Поради тоа што секое стопало е различно. Затоа секој треба да си има индивидуализирање на обувката. Што треба да внимаваме? Пред се, кога ја носиме обувката да ни е удобно, да го прати нашето стопало и нашето движење. Треба да прстите имаат слободата на движење, да немаат притисок. Предниот дел на обувката биде свитлив и да имаме стабилност на петата. Но не смееме да заборавиме, да е летен период, треба да има и добра вентилација. Не смее да има никаква болка, никаква нелагодност при одењето. Тоа е што ме прашавте за каква да биде обувката. Каква е поврзаноста на изборот на обувки со болките во колената, па дури болките во долниот дел од грбот? Многу интересно прашање, повторно ќе речам, огромна е поврзаноста. Зошто го зборам ова? Телото, односно мускулно-скелетниот систем е еден систем, идеално поставен со пропорционално распоредување на силите. Стопалото, што реков, е темелот. Во моментот кога ние имаме неравномерно движење, неправилно движење, некривување, силите се променуваат. Така да одреден дел на телото трпи поголема сила. Така да прво ќе страда коленото, low back pain, како што реков, долногрбна болка, па и колковите. Затоа е битно да знаеме дека мускулно-скелетниот систем е еден систем. При кои симптоми граѓаните треба да побараат лекарска помош? Лекарска помош, прва работа, болка во стопало. Не треба да се занемарува, како што ви реков, да не биде возраст, ке пројди, ајде, не е ништо. Болка која што перзистира, која што останува подолго време. Деформитет каде што се зголемува, деформитет кој што се зголемува, накривување, појава на плускавици и жулјеви. Тоа би биле симптоми кои што треба да се побара консултација од ортопед. Кои групи граѓани или поточно пациенти имаат поголем ризик за разлика од останатите? Јас првен би се осврнал на групи, на луѓе отколку пациенти. Првен би ја спомнал од групи на пациенти повозрастна популација. Зошто јас зборам повозрастна популација? Ради тоа што кај нив имаме намалување на мускулната маса, намалување на движењето, намалување на стабилноста. Падовите кај возрастна популација се многу потешки по поглед на заздрувањето. Затоа првен нив би ги ставил каде што треба многу да се внимава на обувките. Потоа би ги спомнал спортистите. Зошто ги спомнал спортистите? Мора да се има адекватна обувка за адекватен спорт. Во секој момент на најмала болка, нелагодност, замор, треба да се праша доктор. Натаму сега би спомнал пациентите, луѓето за дијабет. Сепак кај нив е нарушена сензибилизацијата, така да некои чувства на болка може се намалени, затоа ни треба да водат поголемо внимание на стапалото. А воедно и децата, доколку не сака да трчи, не сака да оди, накривува, исто и они треба да побараат консултација од
ортопед. Така, докторе, дел од нашите граѓани веќе се вратија од дестинациите каде што летува, некои сега го планираат својот летен одмор, кој би бил вашиот совет или препорака поточно за сите оние кои што доправа треба да уживаат на плажа? Каков бенефит може да има одењето боси по песок? Интересно прашање баш за летниот период. Одењето на плажа по нерамни површини бос е огромен, ради тоа што тоа босо одење би го нарекле barefoot. Самото одење босо првен ги активира сите стабилизатори во стапалото. Јас големува сензибилизацијата, односно проприорецепторите, што ни ја подобрува координацијата. Натаму прави вежба и на стапалото, а воедно и мускулите на подколеницата. Но морам да нагласам при болки, деформитети, повреди, скршеници да не би рекол пациенти, него граѓаните кои одат на одмор да не форсираат. Доколку одиме на плажа со камења, дали треба да носиме некои специализирани обувки, можеби за да не чувствуваме нелагодност? Која е вашата препорака во овој дел? Прашањето дали да имаме нешто се зависи од нас самите. Зошто го зборам ова? Доколку можеме да го поднесиме притисокот, тие пецкања и болки, би било пожелно да одиме боси. Пошто е огромен бенефитот за стапалото, огромен бенефит за донтек свет, огромен бенефитот за целото тело. Но ништо да не правиме со сила. Доколку не може да го поднесеме со оглед на модерниот живот, каде што нашите стапала се условно стерилни, постојано се во обувки, тогаш е препорачливо да сепак се на одмор граѓаните да не трпат нелагодности. Така, за крај на овој разговор, кој би бил вашиот апел или еве една порака која што би сакале да ја упатите до јавноста кога е во прашање токму оваа тема? За на крај пораката би се осврнал на АО, тоа е Фондација за остеосинтеза. Life is motion, motion is life. Животот е движење, движењето е живот. Не дозволувајте стапала да се прилагодуваат на вашите обувки, туку обувката треба да се прилагоди на стапалата. Чувајте ги стапалата, ќе ни треба душе долго. Ви благодарам уште еднаш. Во интерес на времето, ние овде ќе ставиме точка всушност на некој начин на нашето праволинковско вклучување за денеска. Во второто ќе се фокусираме на она кое што се случува на полето на културата, но за што поточно станува збор ќе дознаеме за 60 минути.